Каде си да навиваш за Вардар? Објавата на Фејсбук од лидерот на СДСМ Зоран Заев дека ја бодри Шкендија за нов успех на Македонија ги разгневи комитите, но и голем број на граѓани. Откако тој гордо се пофали со фотографијата од трибините на арената Филип II од надпреварот на Шкендија со белгиски гент, обкружен со знамења на Албанија и на УЧК, социјалните мрежи зоврија. Граѓаните разочарани од неговата постапка го прашуваа зошто досега не се појавил на надпревари на Вардар и Работнички и дали на трибините пеел заедно со балистите, кои скандираа голема Албанија и виореа символи на УЧК со албански знамења, со ликот на Джемо Хаса, а во исто време навивачите му честитаа за неговото присуство на трибините и продолжуваа со провокациите, нарекувајќи го стадионот Адем Јашари. Зошто седнавте рамо до рамо со балистите? Не зачудува тоа што тие веат знаме со Хасани, но знаете ли вие кој е всушност тој, убиецот на партизаните? Беше еден од коментарите. Джемо Хаса е лидерот на балистичкото движење во западните делови на Македонија во периодот на Втората светска војна, кога италијанците претежно го искористиле за борба против партизаните и му давале месечна плата од 50.000 леки. Куп прашања под фотографијата објавена од првиот човек на опозицијата, но без одговор. Инаку 6 лица биле приведени по инцидентите на вчерашниот надпревар, информираат од полицијата. Вчера околу 20 часот на фудбалскиот надпревар помеѓу екипите на фудбалскиот клуб Шкендија од Тетово и фудбалскиот клуб Гент од Белгија на арената Филип II на источната трибина дошло до нарушување на јавниот ред и мир, во кој дел од навивачка група физички нападнале две лица на возраст од 38 и 42 години, при што на едното лице му била одземена ташничка во која што имало пиштол, кој потоа бил пронајден во еден од тоалетите на стадионот на источната трибина. Од страна на полициски службеници од секторот за внатрешни работи Скопје биле приведени 6 лица на возраст од 29 до 39 години, како едно малолетно лице на возраст од 17 години, сите од Тетово. Со истите бил извршен разговор, по што им биле издадени платни налози за сторени прекршоци од Законот за спречување на насилството и недоличното однесување на спортските надпревари. Вчерашниот надпревар го следеа околу 30.000 гледачи, меѓу нив навивачи на Шкендија од Скопје, Тетово и други градови од Македонија, но и од Косово.